chicks like you. Give us a good name, use your body for the fame game. Иако има одличен настап во живо, нашите представници Есма и Лозано со пред да се раздени не се пласираа во финалето на Евросонг во Малме. Песните за хомосексуалните бракови и грчката должничка криза се меѓу пласираните во финалниот надпревар кој ќе се одржи утре вечер, а поранешните југословенски земји беа исфрлени од овој надпревар, секако вклучително и Македонија. Шефовите на евровизиските делегации сметаат дека дебаклот што се случи со балканските земји во Малме е случајност и е последица на системот на гласање што се применува на изборот. 10 финалисти ги избра рамноправно публиката и жирито, а оваа година дојде до промена во начинот на гласањето, така што се оценуваа сите надпреварувачки песни наместо поранешните правила кога бодовите од 1 до 12 се доделуваа само за 10 најдобри песни според мислењето на публиката и жирито. Од кандидатите што вчера вечер настапија во второто полуфинале во Малме. Во финалето ќе одат представниците од Унгарија, Азербејџан, Грузија, Романија, Норвешка, Исланд, Ерменија, Финска, Малта и нашиот јужен сосед. Финалната вечер на 58-та Евровизија е утре, кога меѓу 26 композиции ќе биде избран победникот на најголемото европско музичко надпреварување. Анџелина Џоли била измамена од докторите, пренесуваат повеќе светски медиуми во врска со одлуката на холивудската актерка да ги отстрани двете дојки поради опасност да заболи од рак. Џоли се реши на ваков чекор затоа што лекарите ја убедувале дека има 87% шанси да заболи од рак, бидејќи поседувала наследен ген BRCA1. Сега по операцијата можноста била само 5%. Сепак, американските медиуми пишуваат дека Анџелина била измамена од лекарите. Таа немала толку голем процент ризик да заболи од рак, а тоа го објаснуваат на следниот начин. Во реалниот живот секој од нас има микротумори во телото. Ракот не е нешто што ве затекнува или се добива. Ракот е нешто секојдневно што се спречува со одбирање на начинот на живот, правилната исхрана и избегнувањето ризично однесување. Па ако на некој му се каже дека има големи шанси да добие рак, се претпоставува дека таа личност нема контрола над болеста што е лага. Дури и со нејзиниот наследен ген кој се поврзува со ракот, можела да се придржува на диетален, животен план, и тоа не е тешко нити некоја голема филозофија, пишува магазинот и додава дека Џоли, која е здрава 37 годишна жена, имала повеќе шанси да умре на операционата маса при отстранувањето на градите отколку од туморна дојка. Еден од основните принципи на медицината е да не се отстрануваат здрави органи. Бавата манекенка Андријана Лима потајно сонува да заплови во актерските води. Имено таа на својот Твитер профил напишала дека за 10 години се гледа на филмското платно и дека најмногу би сакала да глуми во епски филм. Таа додала дека мајчинството ја променило и дека поинаку гледа на работите и светот откако ги добила двете ќерки. Одговарајќи на прашањата на фановите на Твитер, Лима напишала дека не ѝ се допаѓаат нејзините заби, а за најатрактивни ги смета нејзините очи. На прашањата на обожавателите, Лима одговорила и дека омилените пеачи и е Џастин Тимберлейк, дека е луда за чоколадо и дека најмногу сака да патува во Африка, Индија и Јапонија. Манекенката им дала и неколку совети на младите девојки, како тоа дека ако сакаат да успеат во модниот бизнис, пред се треба да имаат голема самодоверба и дека најдобро е со манекенска кариера да се започне во Њујорк. Јапонската фирма Чеф Перф представи прототип на нов додаток за телефони, кој на луѓето ќе им овозможи на пријателите да им испраќаат различни мириси. Од компанијата предвидуваат дека оваа технологија најмногу ќе се користи за видеоигрите и филмовите. Додатокот центи се прикачува на телефонот, а во понудата ќе се најдат различни мириси кои ќе можат да се менуваат по потреба. Представничката на фирмата Аки Ямаджи ја објаснила употребата на овој додаток. Да речеме дека сакате да му испратите порака на вашиот пријател кој е многу уморен. Тогаш можете да му пратите и благотворен мирис кој ќе го опушти. Употребата на оваа направа е можна и во видеоигрите. Например, при играње видеоигра со пукање, корисникот би чувствувал мирис на барут.
За сега оваа технологија е компатибилна само за iPhone, но од јапонската фирма најавуваат дека ќе се прошири и кај другите смартфони. Chicks like you give us a good name. Use your body for the fame game.